Здравјето на граѓаните е и наша грижа. И кога државата се наоѓа во една ваква критична ситуација, како што рече министерот за здравство, сите ние мора да бидеме и поодговорни, и помобилизирани и да најдеме начин да бидеме од помош. Тоа беше логиката и на владата, тоа беше логиката и на председателот кој донесе одлука за да може да се ангажира армијата како поддршка. Тоа е одлука која што ја донесовме и во Министерството за одбрана и поддржано од Генералштабот да отстапиме во овој момент 5 санитетски возила на располагање на брзата помош во Скопје, а очекувам во текот на следните денови и дополнителни 2 возила надвор од главниот град. Овие возила се возила кои што целосно ги користи армијата и апсолутно сметаме дека во овој момент треба да се насочат кон приоритетот број 1, а тоа е борбата против ковид и обезбедувањето на поголеми можности на брзата помош во главниот град, каде што се чувствува и најголемиот притисок. И мислам дека со ова значително се зајакнуваат капацитетите на брза помош да обезбедат брза реакција на здравствените институции во моменти на тешки здравствени ситуации. Како што можете да видите, тоа се возила кои што се поголеми даваат шанси за повеќе транспорт на повеќе луѓе, што во ситуацијава не е можеби најсоодветно, но ги даваме како поддршка заради тоа што сите ресурси на државата сега мора да ги насочиме таму. Армијата и досега учествуваше во овој процес на справување со ковид кризата, додека имавме вонредна состојба, можевме поддршка да даваме и на полицијата за обезбедување на одредени објекти. Меѓутоа и надвор од вонредната состојба, екипите од воено-медицинскиот центар ги поддржуваа епидемиолошките анализи, земањето брисови тие и понатаму стојат на располагање, а заедно и со инженеријата и со мобилната болница покажавме дека многу брзо може да се реагира и да се зајакнуваат капацитетите. Нашата цел ќе биде сите ресурси и сите шанси да ги искористиме таму каде што се најпотребни и сакам оваа прилика да ја искористам да се заблагодарам на припадниците на армијата што навистина не се штедеа, ама кога ќе ги видат здравствените работници и нивниот напор и притисокот врз нив, мислам дека ни станува јасно дека или сите ќе излеземе како победници, или цената ќе ја платиме сите. И затоа и во рамки на армијата и овдека ја испраќаме пораката да се почитуваат правилата, да се почитуваат протоколите и да се трудиме да го минимизираме ризикот.